Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Не велам 50 или 60 минути, бејќи ова емисија ќе трае 100 минути. Интервју со Филип Петровски, едно одлично интервју, нема да биде долг воведот, бидејќи ако е долг воведот, емисијата ќе трае 2 сати. Одличен интервју со Филип Петровски, 100 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Филип Петровски мери од коалиција. Филип Петровски не мери од коалиција. Добро, сега се подобрува ситуацијата со короната, заврши пандемијата. Беше конгресот одложен поради пандемијата, бидејќи сега нема пандемија. Наводно. Бидејќи сега нема пандемија, мислам дека треба да го продолжите конгресот. Нели мојот беше ќе се одложи ради пандемијата, не може да се закупи Борис Трајковски и би требало да биде конгресот на 5 мај. Се тоа помина, конгрес нема. Види Васко, мене искрено ми беше јасно уште на првата средба во Мериот дека конгрес на тој начин ќе нема. За жал, она стигма, еве, или ако сакаш негативен одеон што се стави со името Мериот коалиција, си ја заврши работава. Јас си во претходната емисија... Постојано вас. Значи, тамо не е Сашо, не е Тодоров, не се луѓето нели кои се појавија на таа средба или на таа организација на Мериот коалицијата, туку главната стигматизација ви ја прават вас. Филип Петровски мери од коалиција. Да. Филип Петровски не направи конгрес. Филип Петровски не успеа да организира конгрес за смена на Мицковски, така натаму и така натаму. А вие всушност се боревте против мери од коалицијата која го донесе Мицковски на чело на ВМРО-ДПМН декември 2017 година. Точно. Значи, ако на некој треба да му биде благодарен и на некој му должи Мицковски, тоа е Сашо Мијалков. Бидејќи без Сашо Мијалков, без импрегнацијата на сите можни ресурси и делегати, да не речам скоро на сила за Валандово, таму во Валандово нити ќе се одржеше конгрес, нити ќе имаше и првиот ден при отварањето на конгресот и немаше мнозинство присутни делегати. Значи немаше кворум. Со самото тоа што нема кворум, конгресот е нелегитимен. Па вториот ден, односно првиот ден, се вртат телефони, се врши притисок да дојдат некои делегати за утредента да се соберат мнозинство присутни, да тоа делува, да личи на некој конгрес. И тогаш ги собираат, нели, Пандов, Даштевски и други, тоа сум го спомнал овде во емисија, собираат некои луѓе кои што сметаат дека се препознатливи. Како сватови ги носат тамо. Да, како декорација. Како декорација. Како декорација, да. И чебана. Да. Шуикате вие кумановци. Да, и ги редат таму за да делува дека има некаква екипа на луѓе собрани позади Мицковски. Луѓето како се наместени таму е многу индикативно, таму седи човек од УДБА, односно соработници на тајните служби до Мицковски. Значи се праќаат сигнали дека ДТВ сме го избрале и треба да се подржи, меѓутоа конгресот е нелегитимен. И во сета таа, значи целата таа слика што се прави, че таа слика е наменски направена, кој како седи и како ги сликаат прв ред, втор ред, целата таа работа е вредува Сашо Мијалков. И за тоа треба да му биде благодарен Мицковски на Сашо Мијалков. И кога дојде Сашо, кога ме викна, еве сакам да се знае, бидејќи нели правиме емисии кои што остануваат, нели треба да остават трага во вечноста, во историјата. Значи Сашо кога ме викна, ја му кажав, Сашо ти го стави него, не го ставив ја. Сашо Мијалков ви се. И јас не бев на тој конгрес. Сашо Мијалков. Да. Ви се јави? Да. Јас отидов таму. За да правите нов конгрес? Да. За смена на Ајде да го смениме Мицковски. Ја реков, окей, јас сум делегат. И дадоа таму список, јас се потпишав. И кога прашавте, да. Кои се причините зошто сега го менувате Мицковски, а зошто сте го донеле? Зошто не го направивте на 16 јули, веднаш или еден ден после поразот, кога постоеше расположение тоа да се направи? Да. Туку тоа се пролонгираше како лесковачки воз, да. Па ноември, па да. Декември, да. Па има избори во Штип. Па не биде ладно, да биде водици, да поминат празниците Божи водици. Па ги има, па ги нема. Па ги нема. Па има делегати на список, па нема делегати на список. И дојде конгресот да биде закажан во периодот кога Сашо Мијалков треба да ја добие пресудата. Па некој сака да се потпише, па некој не ќе да се потпише, па некој му чинел Сашо, на некој не му чинел Сашо, на некој му чинел Филип, на некој не му чинел Филип. И колку беше тоа реално?
од една сегашна временска дистанца. Искрено кажано, не само од сегашна временска дистанца, него и од дистанца на лице место, јас гледав дека нема услови да се направи конгрес. Толку е мокен Мицковски да спречи да се направи конгрес? Не, нема врска Мицковски. Мицковски е само кукла. Значи, Мицковски не е ни сега тоа што се представува дека е, меѓутоа ќе го збориме подоцна за тоа. Меѓутоа тамо тие делегати, системот на партијата, конгресот. Системот на партијата, партискиот статут и законот за политички партии во оваа држава овозможуваат на чело на партија да има султани, а не председатели на партии. Добро, Петровски, кога ќе погледнеме списокот на делегати, не тие што биле подпишани за мериот коалицијата или конгресот кој треба да го премери од коалицијата, за предвремениот конгрес. Па на оној делегатски состав што е таму. Таму се луѓе кои не растат со ВМРО-ДПМН. Луѓе кои не одат постепено општински организации, па градски организации, па не знам, од централа нешто, па некои пониски функции. Луѓе на Груевски се таму. Таму на пример покојни Ѓорлев ќе видите, директорката на опера или на филхармонија и така натаму и така натаму. И таму се ставени луѓе. Чаначевич. Таму се ставени луѓе кои не поминале партиска база. Таму се не поминале партиско сито, не поминале партиски филтри. Гледај, Васко, знаеш како е правена таа листа? Многу е просто. Груевски беше тогаш премиер и таа листа е правена за конгресот што се одржа во Куманово во 2015 година на 2 мај. На таа листа се ставени по дискреција на Груевски минимум 150 делегати, кои што во тоа време се или од кабинетот на Груевски или се директори на Груевски. Голем дел од директорите на Бети Канчевска Милевска се ставени, она беше тогаш, нели, да речеме, најдоверливиот човек, бидејќи ги вршеше операциите за Скопје 2014 на Груевски и она ги стави скоро сите директори од областа на културата за делегати кои што у партија нити ги видел, нити ги чул никој. Тогаш и нападите на СДСМ беа према или беа кон Елизабета Канчевска. Ако се сеќавате Игор Ивановски Шема, пресконференциите патриотска метла што ги правеше. Кој се појавува во собрање на говорница со мало метличе, главните атаци беа кон министерката Канчевска. Сега во дел на бомбите кои ги дава Вилма Русковска, кои ги објавува поврзани со 27, ќе го анализираме и 27, се објавува преписката помеѓу Милеја Накиевски и Елизабета Канчевска. Тоа значи дека незилата улога била подценета во системот. Таа била еден од тројца клучни играчи во системот на Никола Груевски. Да, точно е тоа. Значи таа беше еден од клучните играчи, меѓутоа гледате, Бети се договори, си гласаше за промена на уставното име и веќе никој не ја спомнува, а Миле го влечкаат секој ден по рочиште. Значи проблемот на Миле што не беше пратеник. Очигледно. Да беше Миле пратеник, ќе си гласаше за уставни измени, ќе си гласаше за референдум и ќе си се спасаше. Миле сметаше дека треба да стави луѓе околу Мицковски, бидејќи целата екипа на Миле всушност беа луѓе околу Христијан Мицковски. И сега се. Значи луѓето на Миле имаше точно друг пристап и го погреши пристапот. Единствен мислам од поранешното раководство на Никола Груевски, ако го трнеме на страна Груевски Сашо Мјалков, кој јавно го поддржува Мицковски. Миле Накиевски еден од ретките во поранешното раководство кој јавно го поддржува Мицковски. Па себе се поддржува затоа што неговите луѓе се околу Мицковски, од Јанушев до Димитар Димовски и другите, тие не падна од небо, тие ги постави Миле. Или беа во Министерство транспорт и врски, или во ЈСП Скопје, или градски. Тоа се системите што ги командаше 10 години Миле, каде што се трупаше огромна партиска, но повеќе финансиска моќ. Водовод, например, каде што беше првичната база, така ВМРО-ДПМН на 2006 година доаѓа. Миле таму тргна, Миле нели беше директор Водовод. Мартина Антич Дубло, целата таа екипа, нели вие објаснувате. И сега е таму. И сега се уште таму. СДСМ не само што ги нема трнато влакна не им фали од глава. Па слушам дека има договор со директорот од СДСМ на Водовод. Така? Да течи водата. Имаат некои своји врски преку управниот одбор на еврејската заедница. Да, сите беа тие ставени во управниот одбор на еврејската заедница. Кај што беа таткото и мајката на Рашела Мизрахи. Таму беше и Богов, гувернерот, таму беше и Мартин Протугер. Таму беше и Мартина Антич. Значи целата екипа на Груевски вие гледате во управниот одбор на еврејската заедница. Види, они сите се прават поголеми евреи од евреите, а не се.
Поголеми евреи од Нетањаху. Да. Во најмала рака. Да. Поголеми католици од папата. Мислам, тоа се некои ходници на моќ, каде што они се поставени Многу пари им вратија. И функционираат. Многу пари им вратија. вратија. Многу ме чуди, нели сите знаат кој го води дувлото, дека известната Антич е во водовод, дека не оди на работа, меѓутоа има толеранција 100% од директор на СДСМ. Па нели они се завојувани страни? Да. Или се договорени? Ја мислам дека се договорени. Цело време. Бидејќи ако се гледа фингерпринтот од тисокот, многу индикации покажуваат дека ги чуваат вака. Еве Нело во агенција за електронски комуникации, значи они не мора да идат на работа. Плата им тече, привилегии имаат, а го напаѓаат СДСМ. Петровски. Да. А јас и вие работиме за СДСМ, меѓувреме они не. Да. Петровски. И за мери од коалиција. Тешки пари ни дава мери од коалиција. Како беше 250.000 евра. Сум успел нели да им земам на мери од коалиција. А главните напади на мери од коалиција во мојата емисија се направени. И то нема врска. Кога ќе помени таа приказна, кога ќе помени таа лага, тие ќе заменат со уште поголемо. Ако ништо друго, на мене ми ја залепи етикетата мери од коалиција, 100 пати ти кажам дека не сум мери од коалиција. Па беше дека Трифун Костовски, со Трифун Костовски немаме комуникација од 2010-2011. Да. Па Хари Костов со кој сме скарани од 2005 година. Но ако почнам јас тоа да го објаснам, да го демантирам, нема крај. Таа завиша филм групација, а реално ја уништува ВМРО ДПМН. И тоа што му го направија на Ѓорги Иванов, каде што постојано го клюка со лажни вести, лажни информации, му создава чувство на страв, чувство на некоја лажна психоза, параноја и така натаму. И сега истото му го прават на Христо Мицковски. Сега има одредена информација дека Мицковски на средба со неколку амбасадори. Му е кажано дека треба да расчисти. Тој вели нема да расчисти, бидејќи му е многу важно, ќе расчисти со Александар Николовски и со Антони Милошевски. Точно чув таа работа дека му е посочено дека треба да ја тргне групацијата што е поврзана со тајните служби и со ширењето на лажни вести. Меѓутоа, он рекол дека нема да расчисти, мене ми се чини дека он не може да расчисти, тие се посилни од него. Во моментот. Затоа што ако они направат свич или се поврзат со Александар Николовски и со Антонио, таа групација може да му ја скине главата на Мицковски. Така што мислам дека он принуден да молчи и да ги прима импулсите од таму и да биде под нивна контрола и влијание. Како викаше Хурем Султан на својот син, ако ти остане жив, ако таткот или браќата не ти ја скинат главата, ќе стани султан. Да. Така да нова групација на Антонио Милошевски, на Александар Николовски посебно, им е клучно да останат живи. Да останат во палатата. Ако останат живи во палатата, ќе станат председател на ВМРО ДПМН. Во моментов, јас мислам дека, ние сме го збореле тоа во други емисии, дека Мицковски нема моќ да ги тргне. Но она што мене ме загрижува е што тие ликови отворено ја искоментираа наредбата на Бајден за ставање на црни листи и нели они се против Брисел и Вашингтон, тоа си го зборат по нивните средби. Па Жугич. И тоа нели излезе како снимен разговор. Да. Знаете Елена Жугич? Ја знам. Беше битен фактор во ваше време или во време на Жугич е исто од екипата Булументата на Бети. Беше нели на директор театар. Тие се луѓе што ги поставаше Бети. Јас обично не коментирам ниту аудио, ниту јас. Меѓутоа, овде бе кажани неколку клучни работи. Да. Прво дека Груевски бил во право. Сега, ние од Груевски и кажаното на Груевски правиме некој аманет на Груевски. Еве визионерот бил во право. Тој све ни кажал. Да, тој све ни кажал, само ние не сме го слушале. Кога тој ни барал подршка и доверба на 61 пратеник, ние не сме ја дале. Па два пати му се даваше на Груевски подршка 61 пратеник. Да. Имаше 62 пратеника. Ама зошто да не вечно? Па не направи ништо. Кога имаше мнозинство, тој го стави Тала Џафери да биде министер за одбрана. А да се потсетиме на разговорот. Хашките случаи. А со Бонева разговорот како беше? Тоа да се сокрие со пиар со новинари, да се замачкаат тие амнестии на воените злосторници од УЧК. Имаше таму еден дел, тој дел ми има останато во сеќавање, кај што тој објаснува на Бонева дека Али Ахмети рекол дека ова ќе бил прв министер за одбрана, што ќе го има
Албанец или албанска партија, после Крушевската република. И Бонева целата вознемирена и среќа вика, леле, каков пиар. Тоа се слуша на бомбите. Да. Тие визионери сега ја донеса партијата втор пат до пред затварање. Со осумината и со потребата да се гласа за уставните измени се спаси од затварање. Да. Се спаси од ставање Се договорија да не идат во затвор. Не да не идат во затвор, туку да не биде затворена ВМРО, да не биде избришена од централен регистар, да не биде пуштена низ вода. И сега со ова екзекутивна уредба на Џо Бајден, која е многу посилна од вообичаено ставање на црна листа. Така е, проширена е, на опфатот е проширен. Кај што се спомна Преспански, Охридски договори така натаму. Но и корупција. И корупција. Што значи дека Орце Камчев, Сашо Мјалков може да бидат ставени на таа листа. Но и луѓе околу Мицковски. Може и луѓе околу Заев, не говориме нели се. Ако рамковниот и Преспанскиот договор, со тоа американците да кажат дека се тие спонзори на тие два договори. Да. Значи не се спонзори французи, не се спонзори, не знам, руси, не се спонзори британци, спонзори се американци. Да. И те викат овие два договори се наши. Да. Сите кои ќе се против тие два договори се против нашата стратегија, нашата политика. Ваква уредба чиста, прецизна до сега немало. Тоа значи дека Бајден спроведа сосема друга, многу прецизна агенда. И поагресивна, пожестока и отворено го објавува своето присуство тука, дека раката е ставена. Бидејќи очигледно сметаат ако не го објават на тој начин, дека другата страна, русите или кинезите, може да пробат својата рака да ја стават тука. Што индикации дека се случува на терен во Македонија ги има. Луѓе кои што се блиски до Мицковски имаат контакти од таков тип. Пред една година беше... И на сето тоа, Жугич излегува, изборува дека се бори против Брисел и Вашингтон. Дека противникот не име Заев, туку дека противникот име Брисел и Вашингтон. Да. И тоа во еден севдах, мене беше многу, прво беше комично. Една феличита атмосфера. Значи, една вознесеност, занес. Еден полет. Го слушав неколку пати разговорот. Го искоментирате на Твитер? Да, па гледајте, прво тоа е у крајната суштина тоа е идиотски муавет. Но ако се прави една посериозна психоанализа, се гледа дека Жугич на тие што им се обраќа ги смета за идиоти. Се гледа дека не знае дека ја снимаат и исто така се гледа дека таа прави повторување, односно мимикрија. Тоа е најчест процес во природата, имитацијата. Значи, она нешто што слушнала во ходниците на моќите во Белата палата, го рециклира и го повторува на тие што сега не ја слушат. Меѓутоа, на свој начин таа го глуми пред нив. Значи, подига тон, спушта тон, веројатно мафта со рацете. Глуми дека ние се бориме против Брисел и Вашингтон. Гледате формулациите. И во една ситуација... Петровски, гледате формулациите. Седиме у простори кај што има парно. Да. Се движиме по теписи кои се скапи. Такви убави лустери има у Белата палата. Да. Маси од махагони. Да. Греат. И ние вика уживаме. Жално. Да. И нас противник не ни е Заев, туку ни е Брисел и Вашингтон. И ако не бидат Брисел и Вашингтон, тогаш те немат противник. И нагласува дека зборовите на почитуваниот председател Мицковски ги пренесува до консументите кои што очигледно ги смета за идиоти. А се разбира дека овие што ги именува да бидеме сигурни дека ги смета за противници. Пратене е тоа да го збори да се снима? Дека видите, Драги Рашковски не прави толку штета на СДСМ, а е дрвесина небесиње. Овие ставои на Жугич, еден ден претходно беше Александар Николовски, кој го коментираше нели озеленувањето на Дуи на Али Ахмети или нивната промоција дека е партија на зелените. И вели нормално е луѓето кои се симнале од планина да бидат сега зелени, па дојде Антонио Милошевски кој беше министер за надворешни работи, има одредени приказни дека токму по барање на американците е трнато таа функција министер за надворешни работи. Сум ги слушнал. Да, има нели такви приказни. При тоа Антонио Милошевски ви е стара љубов. Ви имате многу работи. Сачувај Боже. Во наводници имате многу работи. И Антонио Милошевски вели... Сачувај Боже. Да, излегува и се спротивставува на екзекутивната наредба
на Џо Бајден. Тоа може само очајни луѓе да го направат. Само очајни луѓе. Кој е Антонио Милошевски? Значи, гледате, Можеме ли да кажем, имаме нова публика, млада публика, не знае за емисија која сме правеле пред 12. Може да се подсетиме, не сакам друго нешто да кажам за Украина, сакам да дадам пример. Значи, Украина е држава од 50 милиона луѓе, беше пета или шеста нуклеарна сила по распадот на Советскиот сојуз. Украина денеска не постои. Столче имаше во Обединетите нации и во рамки на Советскиот сојуз. Вие бевте во Њујорк или во Обединетите нации. Украина имаше свое столче во Обединетите нации. Кога Македонија преговара да поднесе апликација во Обединетите нации, Валсер Топурковски разговара со украински представник Петровски. Че видите колку мокна сила е таа. Беше. Два председатели на Советскиот сојуз се со потекло од Украина, Брежнев и Хрушчов. Денеска не постои таа држава. Постои како што постои Македонија, а не Северна, не, во осеќавање постои. Нема ни мапа на Украина исто. Затоа што Крим е во Русија. Нема граници. Крим не е во Украина. Држава која не знае да се ги нацрта границите, до каде се границите, а каде се дефинирани границите во уставот и каде се фактичките граници, тоа не е држава. Да. И сега ние имаме некои типови таму моќници, во наводници од кај Груевски, ќе се спротивставуваат на американците. Значи, тоа треба да си очаен или треба да знаеш дека ќе одиш на црна листа за така да постапуваш. Други, гледате што се случува во Бугарија. 2008 година Караманлис става вето за Македонија и завршува со насилни протести во Грција. Го нема Караманлис. Караманлис беше новата звезда, неговиот Чичко се смета за икона на грчката, на буткањето на хунтата и така натаму. Значи првиот кој внесол Грција во Европската заедница, Чичкото на Караманлис. Брутално е срушен од американците. Па се случува Бугарија да стави вето. Немаше леп да јадат грците, нели има финансиска криза. Финансиски кризи и така натаму. Против банкрот им направи. И од каде беше направена таа финансиска криза? Од еден од двата клучни сателити на американците, тоа се Германија. Германија по налог на американците, ние гледаме сега, па аферите како е прислушкувана Меркел, целата таа структура на Германија, ние гледаме дека преку Данска, дека американците во секој момент тоа може да го направат. И не се буни никој во Германија. Не се буни Меркел, ки има истрага, ќе видиме. Јапонија и Германија се двата клучни играчи на американците, едниот на далечниот исток, едниот во Европа. Во Европа. Преку ниве спроведуваат својата политика. И на колена е Грција. И на колена е Грција. И се доека не рекоа се извинуваме, сгрешивме. И сега го прифаќаат договорот и лево и десно. Букла сега. Сега викат ако не го прифативме договорот. Сега на бугарите им текна да го пратат. Турска војска ќе имавме на северна граница. Сега бугарите. Кој им сјава, еве, македонските медиуми тоа не го пренесуваат. Викторија Нуланд директно му се јавува на техничкиот премиер или на премиерот на службената влада Стефан Јанев и му кажува кои луѓе, кои фирми што ќе биде ставено на црна листа. Викторија Нуланд која решаваше кризата во Македонија. Да. Чи луѓето на Бајден кои што сега дрмат се истите луѓе кои што беа во време на Обама. Они многу добро ја познаваат ситуацијата тука. Така што сите потези укажуваат на тоа дека точно знаат што прават и што сакаат да направат. Сега ти имаш од една страна се истрчуваат некои луѓе у првиот ден да ја коментираат таа изјава. Стојлковиќ, 27. Драгиша Милетич, кој учествуваше во палење на американска дили, беше таму присутен, снимен кога се пали. Може не ја палеше тој, но беше снимен кога се пали американската амбасада 99-та година. Тоа е ВМРО да помане. А тоа е коалицијата на Мицковски. По втор пат ќе ве стават на црна листа, не како поединци. Се уште се чувствувате како дел на ВМРО да помне, се извинам да ве прашам. Васко, идеолошки јас сум позади идејата на ВМРО како историска организација. Значи таа идеја е многу чиста, да се направи македонска држава, да се затвори македонското прашање со формирање држава и задоволување на потребите на тој народ што живее на овие територии да има своја држава. Тоа е таа идеја. Таа идеја е многу далеко од идејата денешна на ВМРО да помане. Ако нешто не се направи, овие ќе се вратат на 2017 година. Говорам за американците. Бидејќи тие се спонзори на Преспански и Охридски рамковен договор. И ако вие се спротивставувате, нема да ви стават човек Антонио Милошевски или некој не знам тамо друг на црна листа, партијата ќе ви стават на црна листа. Партијата ќе ја пуштат низ вода. Излегува Денко Мислите дека Мицковски не е свесен? Но не може да мрдне. Нели ги спомнавме разузнавачките
конјунктури што се околу него со кои што он не може да се справи. Што им кажува на амбасадорите дека цело време зависи од нив, односно му требаат тие информации. Он не може да мрдне. Цело време игра на француска карта. И пред 3 дена Макрон со Зоран Заев. Значи цело време, 2 години, 2,5 години игра на француска карта. И ако Джейс Бейли инвестираше во Заев во СДСМ и ги донесе на власт, во мора да помне, сметаше дека преку Тимоние, францускиот амбасадор, понешно француски амбасадор, дека тоа ќе биде добитната комбинација кој нив ќе ги донесе на власт. И сега имате ладен душ, не знаат што да прават, затоа водат кампањи за 10 дрва што се сечени на улицата Орце Николов. За жал, идеолошки, а и политички, партијата е во офсайд. Пред членството се поставува една теза дека само што не се дошло на власт. Таа теза трае од симнувањето од 1 јуни 2017. Постојано се повторува дека за 2-3 месеци или ќе има техничка влада, или ќе се дојде на власт, или странците ќе не донесат на власт. Членството се држи така во кондиција и цело време кога се појавуваат одредени протести или некакви блокади, како сега што ги правеа овие циркуси по градов, тоа е само за да се одржи некое членство во кондиција и за да не се растори членството. Меѓутоа гледаме дека секоја наредна година се помалку има активно членство и се помалку добива гласови мицковски. Тоа е факт. Ето се. Александар Николовски го демантира Чешка и Словачка. Да. Го демантираат шири лажни вести. Го демантираат Обединетите нации. Профилот на Фейсбук на Мицковски од страна на извештај на Европската Унија е дефиниран како фейк профил. Значи тоа се првите двајца луѓе на чело на ВМРО ДПМН. Значи тие не се дел на тоа. Тие се фронтмени на процесот на ширење на лажни вести. Така е. Со лажни вести вие можете да направите краткорочно одредени штети, одреден смут, да направите сериозни проблеми. Штети се прават. Но долгорочно, ако тоа ви е клучна политика, таа политика не ве носи на власт. Бидејќи во еден момент тоа ќе биде разобличено, како што е разобличено. Јас не гледам како може оваа структура на Мицковски и Мицковски да дојдат на власт. Мене просто не ми е јасно во која стаклено звоно живеат и како мислат дека може да дојдат на власт. Види, они си прават анкети преку лажните портали и вести што ги шират дека водат. Он цело време пред сите избори зборува дека има по 100.000 гласови предност. Ако ќе дојде на телевизии, ама на изборите ги губи. Така е, ако ќе дојде на телевизии, кога ќе го прашат, па вие тоа го кажувавте и лани пред ланските избори, тој вика, не, тогаш не беше толкова разлика. Заборава што има кажано лани на таа телевизија. Он заборава вчера што има кажано. Што има кажано на тие медиуми. И една лага се обидува да заменат со уште поголема лага, со друга лага. И тоа да биде некој модел цикличен како тенковите што се движат, како гасениците на тенковите што се движат. Тоа е теорија на хаос. Они фрлат постојано различни контрадикторни информации да не може да се утврди линија на дејствување и се задржуваат со фронтот на лажни вести само на последната вест. И сметаат на кратко пометење на тоа дека луѓето што ги консумираат вестите се или со низок IQ или идиоти. Петровски, што е генерално подценување на тоа што ги примат тие лажни вести. Ке ни избега. И Миро од коалицијата ке ни избега и овој конгрес што беше во Валандово. Како не ке се вратиме? Ке се вратиме. Вие рековте на конгресот во Валандово, сценографијата, иконографијата е така направена да се прати пораката. При тоа тамо до Мицковски седи Мане Яковлевски. Да. И вие рековте дека пораката која требаше да биде пратена, дека УДБА стои. Ова е наше дете. Дека наше дете и дека доаѓа на чело на ВМРО ДПМН. Вие бевте на чело на државниот архив. Располагате со многу информации. Прво ја прочитавте архивата на Лазо Колишевски. На Лазо Колишевски архивата не е во државниот архив. Знам дека е во МАНО. Дали имате прилика да ја прочитате? Тоа не е архива што може да се прочита. Тоа е архива што треба цел живот да се проучува. За жал таа архива е затворена. Многу прецизен, многу педантен. Све има забележано. Лазо евиденција за се. Лазо имал собствена желба неговата архива да заврши во МАНО. И таа е во МАНО. Мене ми ја покажа, ми отворија. Тоа е невидено богатство на материјали. Имено Лазо во текот на целиот негов живот имал приватен библиотекар. Значи имал човек што дома работел, значи он како носел од Сојуз на комунисти на Македонија, Сојуз на комунисти на Југославија, книги, документи, анализи, човек имало што работел и ги средувал. Тоа е неверојатна архива. Се надевам дека еден ден некој ќе проучи. Внуката на Лазо Колишевски е сопруга на Диме Спасов. На Диме Спасов, да.
Диме ми велеше дека не ме сакале многу од тоа семејство. Да. Не знам зашто. Можеме ли да отвориме таа афера? Таа афера се случува пред ВМРО да падне од власт. Да. На анкети внатрешни кои ВМРО ги прави тогаш, Диме Спасов е помеѓу првите тројца. Јас сум слушнал дека бил трет по популарност, да. На некого му сметаше Диме Спасов. Мислам дека таа афера е направена. Дека таа афера е направена да биде елиминиран Диме Спасов. Бидејќи со таа логистика на Лазар Кулишевски, бидејќи Лазар Кулишевски е умрен, целата структура на Лазар Кулишевски остана да биде функционална. Љубисав Иванов Дзинго, кој почина пред половина година, беше дел од структурата на Лазар Кулишевски. Значи, таа структура нема да се замени со заменување на Лазар Кулишевски, таа останува и понатаму делува во Република Македонија. Значи, Диме Спасов, кој е трет по популарност, со таа структура, ќе беше многу опасен играч. А Мицковски е 33. Ама Мицковски него не игра. Ама веќе во тоа време, кога е направена аферата на Диме Спасов, плановите на Груевски се да го постави Мицковски. Генерален секретар. И Груевски добро знае каква структура на УДБА стои позади едниот или другиот, или каква старо комунистичка или комуњарска структура стои позади едниот или другиот, или може да стои, или може да се активира. И они очигледно дека морале да го елиминираат Диме Спасов, за да не се појави утре конфронтација не меѓу Диме и Мицковски, туку меѓу двете структури на старите структури кои што имаат моќ. Да. Рековме кој И очигледно лошо заврши по Диме, му е скина главата. Димитар Димовски го објаснивме во претходната или во предпредходната емисија. Мане Јаковлевски и Драган Богдановски. Да. Нели едниот се смета дека заедно со неговиот брат Гојко Јаковлевски ја прават ВМРО да помане, а Драган Богдановски дека идеологот на македонската независност, на десната ориентација, на македонскиот патриотизам и така натаму и така натаму. Вие имавте можност да ги проучите архивите, да видите нивни досиеја. Да. Дел од погрешка тие досија, место да бидат уништени, беа доставени до архивот на Република Македонија. Врз база на таквите досија подоцна почна аферата Шпиун. Представник или човек кој е вработен во архивот ЕУ, апсен во аферата Шпиун, бидејќи се оценуваат луѓе врз база на тие документи. Го откриле досието на Димитар Димовски дека е соработник на тајните служби. Глумец. И го оценуваат. Да. И после човекот од архив што го оценува, бидејќи Димитар ги пријавува во полиција, им дава не знам лажни пари и овој го апсати и заврши во затвор. Меѓутоа станува неспорниот факт дека они откриваат дека овој е соработник, дека одел во државната безбедност просториите во Гази Баба да дава изјави свесно, доброволно и прилично вака детално. Така што и зашто бил нели и наградуван од тајните служби. Мане Јаковлевски и Драган Богдановски. Да. Драган Богдановски има Која е вистината? Драган Богдановски има 17.000 страници. Досие во државен архив. Јас го поминав да не речам целото. Го прочитав. Јово Трпеновски. И имам прилично јасен став за него. Последниот министер за внатрешни работи или државен секретар за внатрешни работи, тогаш се викаше во комунизмот. Во некои неврзени разговори и во некои интервју кои сум имал со него, вела дека македонските служби го чуваат во Париз Драган Богдановски да не би убе бугарските служби. Го носат во Македонија. Го чуваат во Јасен, го чуваат во некои станови во Скопје. Раскажува што треба и што не треба. Детално раскажува, тој бил деталист, не бил само Димитар Димовски. И сега од Драган Богдановски се прави идеолог. Мислам дека Мицковски пред 10 дена исто така го дефинираше Драган Богдановски, идеологот на ВМРО и идеологот на македонската независност. Мицковски не разбира идеологија и уште помалку разбира кој е Драган Богдановски или кои се основачите на ВМРО, бидејќи нели негови изјави овој од Сенке на Балканот ликот го стави како основач на или Шанац што го глуми. Шанац што го глуми ликот, он го стави како основач на ВМРО. Мислам човеков врска нема. Жалам што можеби делувам неубаво кога го кажувам, меѓутоа тоа е реалност. Значи човекот поема нема кој се основачи на ВМРО нити идеологијата на ВМРО. И он си доаѓа од друга конјунктура, друга провиненција, он нема врска ни со десница. Но тоа е најмалку битно. Мене ми се чини дека импутирањето повторно назад на Драган Богдановски беше од страна на Груевски за да му се направи намалување на вредноста на Љупчо Ѓоргиевски.
Ти, Васко, добро знаеш дека ја овде сум повикал на дуел со Љупчо Георгиевски. Имам своја мислење за него, сум соработувал со него, значи знам кои му се и добрите и лошите страни. Ама не можам да кажам дека има само лоши страни. Значи човеков бил председател на ВМРО-ДПМН и бил прв премиер на оваа држава. Икона. И беше икона. Икона на ВМРО-ДПМН. Значи за младиот Филип Петровски од 22-3-4 години, Љупчо Георгиевски беше икона. Ние стоевме позади него за да дојде на власт. И дојде. Има едно видео ко победувате 98 година. Да. Рамче е тамо, шефот на обезбедување на Љупчо Георгиевски, Љупчо Георгиевски, Васил Топурковски и вие млад. Да, јас сум до него. Вие млад, расчистувате гужва и правите простор Љупчо Георгиевски до се качи на камионот. Да се качи на камионот. На камионот се качува. Од два го качија целе на камионот. Ќе го скрчеше камионче. Да се качат на камионот да им се обратат на присутните луѓе таму. Бевме у Хард Рок и на плоштад. Да. Ама го гледате Љупчо Георгиевски како идол. За мене беше икона. Значи, за мене беше икона. Ја не се срамам да кажам кога мислам нешто добро за некој. Не мораме само да критикуваме. И затоа велам дека Богдановски се поставува како антипод на Љупчо. Беше Богдановски соработник на службите? Значи, ова е тешко прашање да се одговори, меѓутоа има документи кои што укажуваат на тоа, дека да. Мане Яковлевски. Во документите постои шифрирана порака дека постои оперативна врска во Берлин ЈАК. Овие ве работеле вас ко швајцарско сирење? Да. Во ВМРО е работено многу. Во известни разговори со основачите на ВМРО, бидејќи тогаш не се вика извршен комитет, првиот орган кој е оформена партијата 90-та, туку се вика управен одбор. Во управниот одбор имало прво 10 луѓе. Драги Арсов, кој што беше подпредседател на собранието на Република Македонија, ми рече дека 5 души биле соработници од 10. Тоа е добра бројка. Само пола. Добар процент. Значи, имало пола што не биле. Може ли повеќе? Може ли повеќе? За жал, ВМРО ДПМН е темелно следена, обиди се правени за дискредитирање на сите можни начини, користени се сите алатки на тајните служби за инфилтрација, но и за дискредитација на партијата. За тоа постојат многу документи, не се уништени, сите се зборува дека се уништувани документи на преминот меѓу 89-та, 90-та, 91-та и известниот господин Трпеновски што го спомнувате дека имал одредена улога и во тоа. Но дел од документите што се останати укажуваат на многу сериозна злоупотреба на тајните служби контра ВМРО-ДПМН. И сега, ако дозволите, се вратам на Драган Богдановски и Љупчо Георгиевски, улогата, односно подигнувањето на ниво на апостол од страна на Груевски. Јас не се сеќам дали во оваа емисија ви го кажав или во Неврза Муавет, јас на Груевски му ги однесов документите во влада, кои што ги извлеков како посебно индикативни во врска со Драган Богдановски. Значи, да, он бил следен, бил киднапиран, бил во Јасен, никој не знаел каде е. Јас сум имал разговор со човек што го отчувал, полицаец, дојде кај мене на исповед и ми рече дека тргнувале на работа во недела, се враќале во петок, 5 дена биле во Јасен, а дома јавувале дека одат во Белград да ја чуваат Јованка Брос. Значи, ја ги имам запишано овие работи и на човеков му тежело и дојде да ми каже за да остане една структура, еден спомен што на вистина се случувало. И ми кажуваше дека Драган пишувал по 500 страни неделно. Они му ги одземале, ги палеле, другата недела почнувал пак да пишува. Значи, неспорно е дека е македонски патриот, неспорно е дека ги има идеите за обединување на Македонија, неспорно е дека познавал македонска историја, неспорно е дека се борал за македонското прашање. Но постојат индикации и документи дека во одреден период кога е затворен, веќе бил во затвор, е скршен. Некои велат дека он тактички прифатил соработка со тајните служби за да се ослободи и за да избега. Некои велат дека тоа останало подолгорочно. Мислам дека беше проект. После кавгата на Драган со Љупчо, постои документ каде што Драган бара од одредени моќници во тајните служби да се забрани ВМРО-ДПМН.
Драган Богдановски. Да, во државен архив е тој документ. Значи како Џо Бајден, екзекутивна наредба бара. Драган Богдановски. Бара да се забрани ВМРО да помане. Тоа е веќе крајот на неговото делување. Но постојат, ако се вратиме едно 30 години назад, единствена радикална емиграција поврзана со македонското прашање е Ванчо Михајлов. Тој делува од Италија и некои луѓе мислат дека практично подигнувањето на ниво на најголем македонски дисидент на Драган Богдановски е проект за да се намали влијанието на Ванчо Михајлов, кој што делува пробугарски, а да се подигне еден дисидент кој што би делувал промакедонски, значи да се парира. Тој е проект. Да. Тој е Тошо Шкартов. Тој е моделот кој го има инсталирано Тошо Шкартов. Две личности спомнавме. Ванчо Михајлов и Лазар Колишевски. Да. Во два наврати го убедував Никола Груевски да прифати мега интервју каде што ќе може да каже. Во тие убедувања кои траат по неколку сати, ги спомнува и Ванчо Михајлов, го спомнува и Лазар Колишевски. Неговата формулација дека Лазар Колишевски во споредба со денешното СДСМ бил патриотиште. Значи тоа го вели Никола Груевски. И второ, е раскажува приказната за Ванчо Михајлов. Значи тоа сум го кажал во некои од моите анализи, меѓутоа ве сега во интервју со вас, раскажува приказната за Ванчо Михајлов дека Џон Битов, кој беше прв председател на Светскиот македонски конгрес, еден од главните македонски лобисти, кој во младост е член на МПО и ги носи парите за Ванчо Михајлов во Рим, дека во разговор со Груевски, со екипата на Груевски, признава или го прераскажува разговорот со Ванчо Михајлов, кај што Ванчо Михајлов призна дека тој го нарача убиството на Тодор Александров, дека тоа е снимано и дека снимката е изгубена. Не, постои снимка. Вие информации. Постои снимка. Постои снимка. Да. Кај што тоа го кажува Џон Битов. Груевски мисли дека таа снимка е изгубена, јас тврдам дека таа снимка постои. Сте слушнале? Не ви кажувал повеќе. Значи постои снимка каде што Џон Битов постои таква снимка. Раскажува признање на Ванчо Михајлов дека тој го нарача убиството на Тодор Александров. Што е најлогично во историска конотација, бидејќи они имаат различна позиција по македонското прашање. Тодор Александров е исклучителен патриот, борец, храбар човек и аскет. Тој се бори од внатре за Македонија. Значи делува во еден од деловите на распарчена Македонија. Додека Ванчо Михајлов никогаш не делувал од внатре. Тој делува од Софија и нели понатака преку Истанбул, па во Италија и така натаму. Во животот нема влезено во Македонија, освен нели оној мит дека дошол во Скопје пред самиот крај на Втората светска војна и се откажал од идејата да ја обедини Македонија. Повторно не го прави обединувањето. Повторно не прави независна македонска држава, бидејќи знаете, без разлика на идеологијата дали така е фашистичка, нема да е фашистичка и така натаму, ќе беше исцртана територијата на таа. Имало печат и документ. Имало печат и документ на кој ние ќе сме можеле да се повикаме. Да. Значи доколку ќе постоеше администрација од Ванчо Михајлов од 2, 3, 5 месеци, недели, денови, у кој ќе беше издаден 1, 2, 3, 5, 100 документи со таков печат, тоа ќе оставеше сосема поинаква трага. Немаше да биде мечеда на коментарната денеска, на Јосип Брз Тито. Но дали немал храброст? Ја не мислам дека немал храброст. Тој не сакал. Значи тој никогаш не делувал од позиција на тоа Македонија да ја добие својата независност и освен убиството на Тодор Александров учествува во исклучително зверско убиство на Протогеров и на некој начин кумува на затварањето на македонското прашање на ниво на Европа. Бидејќи со самото делење на Македонија, екзекуцијата со Версај, нели 13-та по 18-та и заживувањето на три држави други на територијата на Република Македонија, денешна, или картата на Македонија знаеме големата, практично оние што не се сложуваат со поделбата на Македонија, ја продолжуваат битката. Тоа е она историско ВМРО за кое што зборам дека е мојата идеологија. И нели сме го спомнувале херои и убици, дека се опишува дека практично тоа прашање го држи отворено ВМРО ДПМН, односно ВМРО историското. И сега тоа почна да се користи со дипломатија, но и со тероризам. Или се убиваат представници така натаму. Меѓутоа убиството на Протогеров, моментот кога во Софија 28 година
е убиен, а знаеме дека е нели и генерал во бугарската војска и масон и шеф известно време на бугарската масонска ложа. Отвара една нова страница во поглавието за македонската неовисност и борбата за остварување на наша држава. Се повлекуваат западните дипломати кои што се лобисти со едно објаснување дека вие сте зверови, вие се убивате меѓу себе, вие не можете да дојдете до тоа што го барате на овој начин. Значи, мене ми се чини дека тоа е точно повлечен потек од страна на Ванчо Михајлов за да се затвори македонското прашање на штета на Македонија. Тоа е втората фаза. Првата фаза е Крушевска република. И многумина кои се разберат во овие работи, тоа го имаме масонските документи, во архивите на масонските ложи, покојни Ненезич тие работи ги кажуваше и ги раскажуваше. Сум го познал тој човек. Да, почина сега и вели дека Крушевската република и целото тоа делување 902, 903, 904 година е врз база на масонските принципи. Да. Република. И кога сите балкански држави прават кнежества или прават кралства, со одредени династии кои ги увезот од Данска, Германија, Баварија и така натаму, македонците и македонското револуционерно движење прави републики. Да. 1871 година Париската комуна, еден од луевите, не 1871 година, туку завршува на гилотина, со барање да биде Франција република, да не биде монархија и така натаму, и дека целата таа монархиска клика која постои во тој момент во Европа, дали е тоа руската династија, дали е тоа британската династија, дали е тоа германската династија, се уште е жива, функционална, хазбуршката монархија, односно австриската династија, не дават подршка на македонското револуционерно движење, бидејќи сите се плашат дека такви барања за република може да се јават во Русија, може да се јават во Велика Британија, може да се јават во Германија. Промашени, значи, едното е Ванчо Михајлов 28 година, каде што им збогтисува македонското прашање, каде што македонците се убиваат помеѓу себе, каде што малку со дипломација и малку со тероризам, а ова е првата фаза каде што ја се промашува стратегијата, наместо да се направи, мислам дека Борис Арафов бара да се направи кнежество. Не е промашена стратегијата. Луѓето се пред време. Нашите револуционери се пред време. Они се исклучително едуцирани и образовани луѓе. И они знаат што ќе дојде, новиот свет. Новиот свет почнува со формирањето на американската држава. 1787 година. Тоа е 2 години пред Француската револуција. Масоните што ја формираат Америка, истите луѓе, значи не некои луѓе од нив обучувани, 2 години подоцна ја креваат Француската револуција. Тука почнува менувањето на стариот свет, борбата помеѓу државите кои што ќе бидат републики и демократии, каде што луѓето ќе бидат еднакви браќа, или либерте, егалите и фратерните, и стариот поредок, каде што се Хабсбурзи, каде што се кралските семејства, Романови и така натаму. Сега ние упаѓаме во тој процес. Меѓутоа, нашите биле визионери. Они знаеле кој нов свет ќе дојде. И како што гледаш, ВМРО цело време историски поврзано со американската политика. И цело време бара заштита. Освен последните 15 години. Па сега тука има флип-флоп. Да, последните Петровски са последните 15 години се проблем на ВМРО ДПМН. Во тој расчекор помеѓу британци, германци, американци. Секој одлича погрешно. Последните 10-15 години ВМРО ДПМН не работи на идеологија и стратегија. ВМРО ДПМН се занимава со странични работи. Вие станавте машина за победување на избори и да победувавте 11 пати на избори, но победувавте со технологија, со технократија, со пари, со заробена држава и така натаму. Му дававте на народот тоа што сака да го слушни, а не тоа што е добро да биде направено, и рейтингот ви расташе. Александар Раковиќ, еден од главните идеолози на Српска православна црква и на оној проект сите српски држави во една држава, или сите оној триаголни територии во една држава, оној триаголни Бања Лука, Подгорица и Белград, спомнува дека уште 97 година се среќава со Никола Груевски на некое туристичко патување. Тој вели туристичко патување, дека Груевски со Милена Кевски биле на некоја обука, дека во некој хостел во Глазгов и имале време да се дружат и подоцна се враќале со авион до Белград. Дека уште таа 97 година Никола Груевски е заговорник на антиквизацијата.
Ете, господине Петровски, сега да не навлагаме во некои теории на заговор. Значи се наоѓа Васил Топурковски со потекло од Егејска Македонија. И тој почнува да го спроведува проектот на антиквизација за Филип II. Да. Па се формира она Алмако групација, Александар Македонски корпорација, тоа е кратенката Алмако групација. Кај што делови на тајни служби. Кај што министри стана кај Љупче. Чадо и така натаму. Жанко Чадо го помнам. Повторно се зема Никола Груевски, кој потатко од Егејска Македонија, и тој го спроведува и го реализира проектот на антиквизација. Значи тоа може да е случајно, но јас за такви случајности не верувам. Не е случајно. Моje лично убедување, ова сум го зборал со Даштевски, бидејќи ние бевме партнери едно време и се дружевме партнери во бизнис. Едно време повеќе се дружевме, сме разговарале многу. Ние во нашите анализи сметавме дека минимум 10 години е спремано доаѓањето на Груевски. Значи не можете вие да поставите човек на таква позиција да стане и премиер и се случајно. Се работи за ангажирање на многу луѓе во позадина, многу структури кои што имаат моќ, нели збориме за УДБА, стари комунистички структури, збориме за тајни служби во државата, надвор од државата, усогласување на стратегија на нашо дете. Да. Нашо дете кое истото се повтори со Мицковски, затоа Груевски го спремаше него, па го ставаше нели генсек, па го ставаше лидер на, односно носител на листа на Скопје кај што загуби катастрофално и така натаму. Меѓутоа му ги правеше мимикријата, имитирањето ги правеше чекорите во забрзан период, бидејќи немаа доволно време да го спремат, ама ги повторуваше чекорите што ги правеа со него. Петровски, имавме две средби кои медиумите под контрола на Мицковски ги објавија. Едната среда беше со Никола Тодоров, каде што вие сте посредник, каде што јас го обедам Никола Тодоров да даде мега интервју за емисијата во Центар. Тоа е суштината на таа средба. И требаше да. И требаше да интервју за емисијата во Центар, кај што требаше да каже многу работи. Според мене требаше да даде. 3 пати беше договорено, 3 пати се откажа тој интервју. На негово барање. Може ќе сниме, не знам. Но на една од тие средби, 2 средби или 3 средби, веќе не се сеќам, на една од тие средби тој скажува дека кога бил прв човек на Риш, и кога доаѓа информација дека Мицковски ќе биде генерален секретар на ВМРО ДПМН, во документацијата на ВМРО ДПМН, во евиденцијата на ВМРО ДПМН, не фигурира тогаш дека Мицковски е член на партијата. Не. Значи тоа во разговор со Општинскиот комитет во Карпуш, не фигурира. И дека има одредени фотографии, индикации дека кога ВМРО НП, дали се тоа изборите 2005, дали се 2005. Локалните избори 2005. Дека во штабот на ВМРО НП во Карпуш, да, на компјутер работи. Мицковски работи на компјутер. Да, он општо познато е дека Понтонски мост му е НП, но таа не му е прва партија, втора му е. Да, и доаѓа преку НП, групата што се враќа Гиевски, Мартин само ги прибира. Збориме за Спиро, збориме за, значи таа е една цела екипа која што ден денеска се околу него. Гиевски му ги врши сите бизниси. Одредени луѓе од Гиевски е наследник, така? Да, Гиевски е на моја интервенција кај Љупче, тоа сме го збореле. Не сме го збореле, приватно сме го збореле. Па не знам, мислев дека сме го збореле. Гиевски е ваш наследник на функцијата, прв човек во 2000 година доаѓа. На УМСМ. На моје инсистирање. На ваше инсистирање. Затоа што тогаш го гура Владко Ѓорчев. Кој го форсираше? Борис Трајковски, доста Димовска. Да, таа структура на која што јас се спротивставив и му кажав на Љупче дека Унија на млади сили има свој статут, тогаш беше друго време. Значи во тоа време сама бираше Унијата на млади сили председател на тајан избор на Централниот комитет. Не успеа ни Љупче ни доста Димовска да ве скршат. Не. Јас имав преговори со Љупчо и Љупчо свати дека доколку не остави како Унија на млади сили сами да ги тераме работите, дека ќе дојде до судир и расцепа во партијата. Тој беше премиер тогаш. Му кажав дека има лоши информации што се случува во подмладокот. Јас тогаш понудив оставка која што беше одбиена 79-6 на Централниот комитет и тогаш ги сменив пропонентите на таа политика, нели да дојде Владко Ѓорчев и да ме смени, тогаш беше Пандов од таа страна. Пандов беше на страната Владко Ѓорчев, да, начело на партијата. Да. Петровски, со покојниот колега и тука Гиевски како доаѓа. Да, ќе ви кажам, само една работа, прашам само и просто. Со колегата Мирчо Томовски одиме и разговараме со Милован Джилас, покојен и Милован Джилас, покојен и колегата Мирчо Томовски.
И јас го прашам Милован Джилас, толку сте паметен, толку сте интелигентен, како не успеавте Тито да го поразите? Тој вели, јас го сакав Тито, а Тито сакаше само власта. Да, баш така. Вие го сакавте Љупчо Ѓорѓиевски. Да не го сакавте Љупчо Ѓорѓиевски, да сакавте власта. Вие да се спротивставите. Вие сакате власта. Таа 2000-та. Вие сте славолюбив. Повеќе сте славолюбив за да бидете присутен во медиуми, во јавност и така натаму. Но ако имавте таков инстинкт на убица, како Шекеринска, како Груевски, вие ќе го сменевте Љупчо Ѓорѓиевски. Тоа е инстинкт за преживување, да. Тоа ќе беше природен процес во ВМРО-ДПМН. Председателот на млади. Тоа Бранко Цренковски постојано го велеше. Да ти се плюкна во председател на млади, кој не размислува дека еден ден ќе седни во мојата фотелја. Јас никогаш не размислував така, дури и доброволно се повлеков во Њујорк. Значи, кога видов што се случува, како се краде македонското општество, како се прави акумулација на капитал брутално од она што беше останато недоприватизирано, а денес како гледаме обрисоците, остатоците, значи точно се знае кои дуќани од центарот се на Скопје, на Народна, кои објекти се на Љупчо Ѓорѓиевски и така натаму. Значи тоа кога гледав јас, да речеме печатницата Гоце Делчев. Контекстот што беше кога се приватизираше таа печатница беше дека еден ден таму ќе се изгради седиште на ВМРО-ДПМН и дека партијата ќе биде таму. Денеска партијата не е таму, таму е приватен огромен објект на Азманов. Значи, јас тие работи кога ги гледав за мене беа неприфатливи и со индигнација отфрлам, не сум славолюбив. Ја чувствувам дека имам обврска некои работи да ги кажам. Јас ги кажувам по штета собствена, ме плюкаат по социјални мрежи. Луѓето на Мицковски и на Гиевски ми се закануваат, има обиди за физички пресметки со мене. Јас глава не веднам, кој што рековме, сум дел од 63-та подобранска бригада во Ниш. Јас знам да се одбранам себе. Дел од таа подобранска учесува елиминација на Џинџич. Таму има главните овие експерти за снайпери. Можеби, не знам. Да, сте служеле заедно. Она што сакам да го кажеме... Стајте една фотографија на Facebook, како сте во униформа на 63-та подобранска. Па не случајно беше ставена таа фотографија. Откако се случи тој настан... Има ли физички напад врз вас? Имаше обид за напад. Што значи лицето што тргна на мене избега. Значи 10 луѓе тргнаа на него, они веројатно не беа спремни дека има луѓе околу мене. Обид ве удрила. Беше у капулјача, значи јас зборував на телефон. Он беше у капулјача и у маска. И од позади дојде име Кога се случи тоа? Пред месец дена. Пред месец дена. Да. Каде? Во центарот на Скопје. Во центарот на Скопје. Да, значи има обид на некој. Не само тогаш. Од тогаш луѓе на значи засилени се, што мене ми е многу индикативно. Мислам дека агресијата и нервозата се поврзани со тоа што чувствува што ќе дојде со американската наредба, со тоа дека ќе ги изгубат локалните избори и со тоа дека паѓа поддршката меѓу членството. Од тогаш луѓе на Гиевски, роднини и така натаму пишуваат статуси, ми се закануваат. Еве користам прилика да повикам државата, ако има институции, да провери што навистина се случува во тие ходници на моќта, дека дури и насилието станува вообичаено. Петровски. Меѓутоа, насилието раѓа насилен одговор. Вас многу ве обвинува дека располагате со многу профили на Твитер. И дека сите тие профили кои биле профили на мери од коалицијата биле ваши профили. Тоа не е точно. И дека вие преку тие профили всушност сте воделе кампања хајка против Мицковски. И еден голем дел од овие физички закани, напани и така натаму не се изминува. Значи доаѓаат од тој правец или доаѓаат во еден таков контекст кај што луѓето сметат дека вие навистина ги контролирате тие акаунти на Твитер или тие сметки на Твитер, како се. Имат Фили Петровски клучни профили на Твитер, Леви Штраус, Чичко Стоилко, сите тие кои што ги ваде овие валкани работи за ВМРО-ДПМН. Не. Прво, јас она што имам да го кажам на Твитер, го кажувам на мојот профил. Немам потреба да зборам преку недефинирани профили. Ама во емисија го кажувате? Значи јас овде ке гледат 100.000 луѓе. Има ли повеќе работи што сум кажал од ова е четврта емисија, овде дека сум кажал минимум 300 имиња. Значи немам потреба преку некаков лажен профил да кажам. Овде се исповедате како пред свештеник? Не се исповедам, туку сметам дека треба да се Овде кажувате работи, Васко. Овде кажувате работи кои тоа што се пишува на Твитер не е ни 1%
работите кои ги кажувате или се кажат во емисијата. Значи, Васко, јас работев на научни трудови кои што се викаат црни страници на УДБА. Објавив 30.000 страници и ги кажав, документација на УДБА. Не. Значи, објавив 30.000 страници, име и презиме моje стои. Значи, немам зашто се кријам. Ачковска, кога ги покажав досијата и на каков проект работам, ми рече, ако ти ова го објавиш, ќе избие граѓанска војна во Македонија. Ја реков, просто не можам да верувам дека историчар на кој што му се нудат ексклузивни, невидени, непознати историски документи, ова да го одбие. Значи, јас што имам да кажам, кажувам. И ќе додам тука, ќе кажам. Значи, нема зашто да се кријам. Но, гледате како, со лажни профили функционира Мицковски. Дулото преку Мартина, преку Ганка, они функционираат со лажни профили. И работите што ги објавуваат тие профили што ги спомнавте, кажува информации од штабот во кој што ја не сум влегол од 2017, од 2016. Ја се сомневам дека е тоа некој од внатре кој што после или се скарал со Мицковски или се уште седи таму. Ја немам информации во Белата палата што се случува. Нити знам кои луѓе што прават. Петровски, спомнавте Горгиевски. И сачува Боже да мисли некој дека се правдам. Значи кажувам дека не сум ја, повикувам полицијата да открие тие профили кои се. Има нели тоа компјутерски криминал, сајбер криминал, може да се открие од Исокот ако се сака. Таму е човек од времето на Груевски. Ама да не го штитат Мицковски тие луѓе таму. Таму е човек од времето на Груевски кој бил праќан на обуки во Ирска, во кој Груевски инвестирал. Каде што завиша филм, групацијата добива информации. Ако имате проблеми таму, ви се јавува на Кекулев или некои други, да ви помогнат. А што не откријат кој е? Да ви помогнат да ги немате тие проблеми. Тие се во тој сајбер дел многу помогнат од министерот за внатрешни работи. И сите луѓе кои се денонцирани против кои се водат кампањи, хајки, се чувствуваат загрозено, и ако МВР или институцијата на државата не заштитат од таа булумента, од таа збирштина, тогаш ние ќе почнеме сами да се штитиме. Значи едно време беше Васко. Сами ќе почнеме да се браниме, бидејќи ние сме доволно способни тоа да го правиме. Апсолутно. Види, едно време беше препукување преку профили јавни, лажни и така натаму. Ма не, ова е денунцирање. Они сега стануваат агресивни. Сега мислат дека треба да покажат физичка сила. Мок. Физичка сила. Таа физичка сила не поминува. Бидејќи никој не им се плаши. Петровски, значи ова е фасцинантно за мене. Всушност загрижувачки, всушност мизерно. Човекот кој вие го ставате на чело на млади, на Унија на млади сили. Па 2004-2005 година кој е расколот помеѓу Лјупчо Ѓоргиевски и Никола Груевски, тој застанал на страна на Лјупчо Ѓоргиевски и Горгиевски, за кој многу мина света дека е идеологот на стратегијата за мали хидроцентрали. Не велам дека има пари, не велам дека има удели, туку дека идеологот на таа стратегија кој потоцна ја реализира Мицковски. Кој е човек од најголема добра, не знам дали се сега блиски и добри. 100%. И секојдневно. Човек од најголема добра на Мицковски. Кој во наводници го советува или се грижи за бизнисите на Христе Мицковски. Да, ги чува бизнисите на Мицковски. Вие го ставате како ваш наследник. Да. Тоа е човек кој што е бескрупулозен. Види, тоа значи Васко, ти убаво кажа неговата сопруга, се извинувам. Да. Беше прв човек на како се вика телото за попис. Државната агенција за попис или државната комисија за попис. Весна Јаневска ја домена беџети поднесот оставка. Слободанка Манева. Слободанка ја зачнали во ВМРО. Таа стана подосна прв човек на таа државна пописна комисија, односно на државната комисија спроведување на попис. И требаше доколку победеше лани да биде директор на Телеком, да. Имат многу битни. А мајката незина беше до пред некој ден член на Уставен суд. Да. Значи таа групација е исклучително мокна. Не, таа групација е исклучително бескрупулозна. Значи они се спремни на се за да се доберат до моќ. Одлични релации. До тие паневропски конференции. Не сум сигурен. Ларис Гајзер. Не сум сигурен. Ларис и така натаму. Ларис Гајзер е човек што работи за пари. Добро, тоа сите го знаеме. Тоа Орце го плаќаше, знаеме, нели? Да. Кој јас го објавив Ларис Гајзер, интервјуто со Ларис Гајзер, мене ми дојдено 2 или 3 000 луѓе, лажни профили, и тоа беше карма каша и на Facebook, и на социјални мрежи, и на YouTube и така натаму и така натаму. Денес веќе никој не говори дека Ларис Гајзер не бил платеник на мафијата. Меѓутоа пред 2,5 години, 3 години, кога тоа беше објавено во емисијата во Центар, тоа беше шок. Денес вие не требате веќе да ми објаснувате што се случува со Орце Камчев и Јордан Камчев, дека има една цела армија која работи за нив.
дека таа армија во еден период беше многу помокна од структурата на Мицкоски. Дека тие раководеа со таа партија. Дека тие раководеа со идеологијата со пиар структурите на таа партија. Втората средба е со еден градоначелник во центарна Македонија. Кај што јас и вие сме на таа средба. Кај што тој градоначелник нас не се фали дека имал средба со Јордан Орца Камчев. И не само што ни се фали дека вели дека во тек на таа средба му врти телефон на Никола Груевски. И овој се јави. Па и на средбата со нас му вртеше телефон на Никола Груевски. И овој се јави. Тој се јави. И на таа средба Јордан Орца Камчев ги нуди своите услуги како што нас ни е раскажано. Да биде сменет Христијан Мицкоски. Не ја нуди главата на Мицкоски. Значи еве да не видам јас. На Љупчо му ја нуди главата на Никола Груевски, на Никола му ја нуди главата на Мицкоски. На Мицкоски. Па ги меша Љупчо и Никола. И на Зоран Заев. И не завршува главата на Мицкоски. Туку главата на Орца. Туку главата на Орца завршува затвор. Што кажува тоа? Па јас тоа сакам со вас дека некој го чува. Дека некој го чува. Некој го чува Мицкоски. И го штити Христијан Мицкоски. Тоа е по моја претпоставка затоа што им одговара. Точно знаа дека никогаш нема да ги победи. Не само точно знаа дека само ќе им пречи не премногу, се исцртуваат контурите, наредбата на Бајден. Сите елементи покажуваат како ќе одат работиве. Јас не можам да убедам некој што не ги разбира работите како стојат работите. Лани Филип Рикер му направи коалиција со Беса на Заев. Си го викнаа шефот на Беса во Вашингтон, го слика и се покажа слика на Филип Рикер со овојот Беса. Тоа беше доволна индикација да се знае кај стои таа политика. Тоа беше волку во однос на ова сега што се случува. Сега точно се оцрта рамката со оваа наредба што ќе се случува и како ќе се случува. Истовремено, кога ја даваат наредбата, Заев е во Париз, а вчера на сега петочки е на средба со америчкиот амбасадор да дискутира за наредбата. Значи повеќе од јасно е како што е. Прво на средба со Ердоган. По средба со Ердоган оди на конференција во Тирана, има средба со Еди Рама. По таа средба со Еди Рама оди на разговор со Емануел Макрон. Па се враќа од состанок и средба со Емануел Макрон, кај што Макрон вели Македонија заслужува да ги отпочне разговорите. Има средба со американската амбасадорка. И разговарат за содржината на екзекутивната. Овие од оваа страна другиве градот ќе се бореле против Брисел и Вашингтон и ништо не значела црната тоа листа, наредбата ништо не значела и убави биле лустерите во штабот. Па американската амбасадорка за жал залута. Американската амбасадорка доаѓа нова функција од позицијата втор човек на амбасадата на Америка во Атина. Во Атина. Одличен познавач на работите. Значи втор човек, односно заменик на Девид Пајет. Значи клучен играч кој го прави Мејдан во Украина. Кој го обезбедува признавањето на Украинската православна црква страна на Вселенската патриаршија. Значи ние имаме работа со таа структура на луѓе, тоа не значи дека треба да ги симниме гаките и да не се бориме за македонски национални интереси, туку треба да седниме, да процениме, да видиме од која страна дува ветрот и да влечиме потези кои се во интерес на Република Македонија. А како ги проценуваме со луѓе што глумат имаат акт дека Алшер е наш и лустерите се убави и теписоните? Никој не сака да го купи Алшер и да им го поклониме, не го сакаат. Вештачки лорандинот веќе се произведува. Во Јапонија најде, значи нашите употребни вредности, тоа што го збориме, го ставале на штитот на Александар Македонски, така ќе победил противници и така натаму. Тоа веќе останува во дел на фолклор, во дел на приказни, кој можете по штабо и да се и кажувате. Но ако тоа се издигне на ниво на водење на државна политика, станува стравичен карамбол и бучкуруш кој сега се случува. Еве гледаме. Работите стануваат све полоши. Петровски, се вратиме на Мериот коалиција. Ајде, Мериот коалиција. Таа е многу важна. Таа е многу важна. Никола Тодоров заминува на средба со Никола Груевски. Има 9 часове на разговор. На таа средба се поставуваат работите. Ако велите дека Никола Груевски има најмалку 150 лица. Своји делегати на Конгресот во Куманово 2015 година. А тие се повеќе од 150. Повеќе од 100. А тие се уште делегати. Истите се. Тие се исти делегати. Тогаш со некое здружување на Мериот коалицијата, односно на Сашо Мелков и Никола Груевски, Мицкоски се менуваше за една секунда. И подоцна ќе се влезеше во некој судски процес, дали се тие делегати легитимни, не се легитимни, но требаше да го смените. Оди Никола Тодоров во Будимпешта и Никола Груевски го избања.
и Никола Груевски го пуштен извор. Јас мислам дека беше таргетирано извлечен Тодоров. Сите зборуваат дека нели шефот да ни се јави, така зборуваат делегатите, најголем дел. Шефот да се јави од Будимпешта да им кажел како да постапеле. И во главном најголем дел од делегатите сметаат дека доколку шефо се јавеше од таму, Мицковски паѓаше за еден ден. Но што се случи? Се случи го извлекува Тодоров горе. Го избања. Излезе информацијата, некоја пушти дека бил таму, го избања и уште еднаш го исплюка и мислам дека му стои точка на кариерата Груевски. Тоа е веројатно освета за 2016-17 кога Груевски не стана премиер, затоа што он смета дека Тодоров имал работа, комуникација со американците. Дека заради тоа не станува премиер. Да. Имате средба. Пошто му беше понудено на Тодор, односно на Груевски му се бараше ВМРО окей, нека остане на власт, победи на изборите, меѓутоа ти да не бидеш премиер. Да, и тука можеше да има улога голема, можеби и да стане премиер Тодоров. Така Груевски не прави влада. Да. За свој наследник на премиерската функција, тие 6 месеци кои требаше кој подоцна прерасна во повеќе од 6 месеци, го става Емил Димитриев. Не го става Никола Тодоров. Да. А како свој наследник... Тодоров сакал. Да. Ние тоа го разбравме дека сакал. Да. И начело на ВМРО-ДПМН го носи Христан Мицковски. Иако Тодоров сега... Паралелно, значи овој го става во влада, овој го разигрува за свој наследник. За свој наследник. Значи он се спремаше, Груевски едно година и пол се спремаше за демисија, но тоа е малку. Неговата подготовка за да дојде беше 10 години, а заменувањето година и пол. Он немаше време да го изгради Мицковски, да створи од него она што го створи од себе. Да го представи како технократ или технократ патриот. И не створи ништо од него. Значи влечеше потези во цајтнот, шаковски кажа. Да, затоа што немаше време. Знаеше што доаѓа. Сум го кажал тоа. Он на мене ми кажа, ВМРО ќе падне од власт, името ќе се смени, уставот ќе се смени, дури потоа можеме да се вратиме назад. Значи треба да бидеме кооперативни како паднати, за да може некојаш да се вратиме. Петровски. Ние говориме за Џо Бајден и неговата уредба, но вас ви префрлаат за настапот пред Државната изборна комисија. Да, точно. И тоа беше еден брутален настап. Да. Пред да го коментираме тој настап, кога веќе говориме дека Груевски владее со ВМРО-ДПМН, па човекот што му обезбедува легитимитет да избега во Будимпешта, бидејќи тука му се водат судски процеси, кои му ги кршат правата, кои му ги пршат слободите, така натаму е Александар Даштевски. Да. Кој беше начело на таа комисија за борба против дискриминацијата. Да. Тој вели дека Груевски бил дискриминиран. Врз база на таа одлука или врз база на тоа решение добива азил. Добива азил во Будимпешта. Да. Груевски му се реваншира со тоа што го прави прв човек на Државна изборна комисија. Сега Александар Даштевски е прв човек на Државна изборна комисија. И има многу шпекулации за неговата магистратура, докторат и така натаму. Ако имам време, ке направам емисија за тоа. Многу информации стигаат до мене, ќе видиме. Не би сакал, ама ако веќе дојди. Имам време пред изборите. Ја мислам дека он е награден со Државна изборна комисија. Но тој е награден од Никола Груевски, тоа покажува. Не од Мицковски. Тој е награден од Никола Груевски. Тоа покажува една друга работа, дека Груевски владее со партијата. А па не е само Даштевски. Еве оваа што ја ставија девојка портпарол, не знам како се вика, да. Јас ја памтам дека Груевски обидуваше да ми ја стави како суперконтролор на социјалните мрежи. Значи обидуваше не да ја стави мене да ме контролира како се одвиваат работите. Пошто Груевски имаше човек што му го водеше профилот на Facebook и на Twitter, еден дечко од Кичево, така не многу упатен во работите. Овој фортификација? Не, друг еден. Не знам точно како се вика. Значи, тој човек го водеше неговиот профил, а јас со Тодоров имавме една структура која што одредени, нели сме збореле за Дувлото како е формирано, како да се расшират информациите и да се пласираат на социјалните мрежи. И на моје инсистирање ја му објаснив дека прво нити добро го води Твитерот, нити дека треба друг да му го води туку он, и дека несоодветно се трошат парите, бидејќи ја не трошев пари. Тие од Дувлото пишува дека јас сум трошил пари, јас го работев тоа за 0 евра. Сегашната портпаролка. Сегашната он вика еден состанок каде што не вика нас двајца, седи он и ја вика портпаролката. И вика
Јас решив она да биде од сега координатор. Тоа е 2016. Или почеток на 2017. Му викам Груевски, да не се играме, девојчево врска нема од социјални мрежи. И тука јас неа ја запамтив дека он уствари почна да ја праќа како политички комесар по комисиите, нели едно време бев копредседател на комисија за култура, каде што не знам зашо ме стави Бети, веројатно за да ме проиграат, да мислам дека имам некоја функција и за да ме држат под контрола. Девојчево доаѓаше да ги дистрибуира записниците и откако ќе се усвоја да ги собере да не искочеле у јавност. Мислам, седеше на страна, буквално како Светозар Ваконовиќ темпо. Значи, девојче... И сега тоа девојче одеднаш станува портпарол на ВМРО. Може на некој од надвор му е онака, супер, нормален потек. Меѓутоа, мене ми е јасно дека е тоа човек на Груевски. Ви го елиминира кадарот. Односно, му е намалија мокта на кадарот. Кој кадар? Од демократска десница. Дим Царсовски. Која снима со вас. Не, Димса... Која снимав интервју со вас, кој бевте на чело на демократска десница. Да. Мене пред вашата канцеларија ме дочекуваше Дим Царсовски и ме носеше до местото кај што го снимаме интервјуто. Да. Не, па Димса не му е намалена мојта, Димса е добро замешан во бизниси. Со Мицковски. Нели таму има некоја истрага за веб-сајтови? За веб-сајтови, пари, реклами. Само многу и е така. чудно што таа истрага стои во место. Не, да нема не, ги отварат тие истраги и ми ја праќаат пораката. Знаеме што сте правеле. И стои во фиока се. Ке молчите, зашто ако не молчите, ќе ве извадиме таа афера. Нели искочија сајтови кои што издавале фактури до Државна изборна комисија, кои што не постојат, виртуелни сајтови. Така е. Таа афера беше направена. Да. И таа афера е ефективна афера. Таа афера А зашто нема? Нема ни за Елен. Follow-up. Нема ни за Панче Тошковски. Нема ни за адвокатските услуги на многу луѓе. Некој некого чува, значи, така? Па да, тоа само на слеп човек не му е видливо дека Мицковски е чуван од една страна од Никола Груевски кој владе од Будимпешта и од друга страна Мицковски всушност балансира помеѓу влијањето на Никола Груевски кој се уште има контролата во МРДПМН и обидот да преживее со помош на Зоран Заев, бидејќи сега вие да направите конгрес, било кој да сака да направи конгрес, Зоран Заев ќе ја затвори салата, ќе ја рекетира салата само да не биде сменет Христијан Мицковски. Бидејќи ваков противник. И мене ми делува така. Бидејќи ваков противник ни на бинго не може да ви цело падне. Цело Скопје комуњарите тоа го зборат. Овој само да ни биде противник, ние сме окей. Иде по теретани, се затвара по кафани. Значи, кога сакат може да му наместат афера. Го знае дека е склон на правење глупости. Најомилен ВМРО-вец. Меѓу СДСМ. Никогаш членството на СДСМ за некој лидер на ВМРО. Или најомилен ВМРО-вец на Бранко Црвенковски. Па сега може едното и второто. И да тоа, и тоа, да. Така да може две во едно да бидат. Две во едно да бидат споредни. Така и е. Петровски, она афера Стоп Сорос. Да. Настапот пред ДИК. Да. Така натаму и така натаму. Пред Државната изборна комисија. Нели го спомнавме тоа пред малку. Кај што ви имате еден брутален настап. Тога сте човек кој учествува во одбрана на Никола Груевски. Да. И тоа ви останува како некое црно петно. Стигма. Како некоја краста, како некоја стигматизација и така натаму и така натаму. Мислам дека меѓународната заедница или американската политика тоа и не ви го прости. Не знам. Но беше брутален настап. Јас не бев тогаш во Скопје, бев на некое снимање во странство. Да. Гледав дека луѓето почнува да се собират пред Државната изборна комисија. Мислам дека во Загреб. Или имаше обид да се Тоа беше прегласување во некоја тетовско село беше таму. Во ТРЦ прегласување за да ни се земе пратеник. И на тој начин да Кој бараше од вас? Груевски. Груевски бараше да зборите пред Државната. Ми се јавија дека треба да ја ги чувам пораките. Идем денеска. Јас све чувам. Да. Ми се јавија да се предупреди американскиот амбасадор да се тргне од работата на Државна изборна комисија. Тогаш и Валентина Божиновска нели имаше радикален говор. Нокта на долгите ножи. Ако дојде некојаш во емисија, прашајте и неа. Договорени без. Се јавија на повеќе луѓе за да не се случило да некој искочи да зборува таму пред луѓе, а да не му е кажано да зборува. Требаше да гостувате вие и Валентина Божиновска. Вие требаше да бидете идната недела, Валентина Божиновска требаше да биде оваа недела. Бидејќи во неврзани разговори со неа кажува работи кои се
не само интересни, туку и шокантни за некои работи, за да ги дознаеме од некоја сосема Јас друга. мислам дека има што да каже Валентина што да Божиновска и дека би било Бидејќи добра била емисија. инсайдер, бидејќи била инсайдер на многу процеси Ако се внатре. сеќаваш дека мислев дека и Маријан Ѓорчев има што да каже и навистина Маријан Ѓорчев кажа добри работи, меѓутоа после мистериозно стана За 7 стратегиски советник на Мицковски. За 7 дена. Што многу ме изнанади. Единствено вас, Петровски, Мицковски не ве разигра. Не може да ме разигра. Не, ама тоа е чудна една работа. Знаете, токму во ова, Не може да ме токму разигра. во ова просторија, кога Никола Груевски најавува заменување од челната позиција на ВМРО да помане, Да. недела снимаме интервју, И ја во одам за недела Италија. вечер треба да биде објавено тоа интервју, вие Јас одите одам за на Италија. аеродром, Да. кратко крај тоа интервју, Да. Тогаш прашам дали имате лидерски амбиции, викате не, немам лидерски амбиции во интервјуто во емисијата, заминувате во Италија и велите ка се кандидирам на Конгрес. Што се случува во Италија? Значи јас од Пратен ли е човек од Скопје Да. ве следи во Италија, да ве снима во Италија, да информира што правите и што работите? Славица Арсовска е прикачена од Кочани, попозната е на народот по незините испади, нели? Која е Славица Арсовска се извинувам? Па сега му е на Пандов, таму тој Патриотскиот институт. Иначе е вака доста контроверзна. Снимки имаше на интернет како во Дуќани оперира. Кради, или? Па Така? Не ги знам снимки, за тоа прашам. Значи има снимена е како оперира. Мислам, знаете како? Сега како? во Патриотскиот институт? Да, она е пратена. Јас одам во Италија да се сретнам со емиграцијата. Во Италија дојда од 7 држави. Луѓе таму разговарав меѓу другото и за кандидатура. И они беа расположени. Да подржа кандидатурата. Меѓутоа она снимаше цело време се. Снимаше. Да, снимаше. И разговорите му се однесени од незина страна на Мицковски. И она се фалеше по ВМРО дека ги снимала. Дека ги снимала и му ги однала на Мицковски. Мицковски до ден денеска не ја наградува со позиции кои што ни најмалку не и приличат. 4 интервјуи ги сними вас. Па мене на кафе не ме викне после тие 4 интервјуи што ги сними. Значи треба тајно да ве снимам јас. Очигледно. Тоа што збориме, попиеме кафе и да ги праќам тие информации. Можно е. Значи, тука е грешката. Може има некој ментален удбашки склоп таму негде. Има дефинитивно. Да се слушаат приватни, интимни разговори. Има уште еден човек што за интимни работи се унапреди. Многу пари зима од Мицковски, собственик е на сајт, редовно ме плюка. Една фотографија му дадов пред 3-4 години. Така? Од старите времења. И врз база на таа фотографија? Да, до ден денеска пари зима. Сега е на апанажа ке Христијан Мицковски. Да. Ја мислам дека сте имали среќа што зборевте пред ДИК. Ако не зборевте пред ДИК, а бевте печен да ве стават од таа групација Стоп Сорос, или во она групација за 27 април, не да е Боже, да ве ставја, ке гниевте са 15 години, 4 емисии минус ки има во изминатите година и половина. Стоп операција Сорос е замаскирана од Груевски преку Цветин Чилиманов и таму уште некои луѓе што беа со него. Таму беше еден новинар, Ненад Печевски, и беше Никола Србов. Никола Србов требаше да ве контролира во државниот архив. Србов ме кодошеше. Србов беше човекот што го пумпаше со дезинформации Груевски за мојата работа во архивот. Врз база на Јас го открив. Јас и Даштевски го откривме. Пошто ја и Дашто работи, значи, нели, како вика Аристотел, драг ми е Платон, но подрага ми е вистината. Значи, факт е дека ја и Дашто напорно работевме на црните страници на УДБА. И многу се измачивме. Таму имаше многу документи, многу селекција, многу имиња, многу работа имаше. И он таа работа ја денунцираше со кодошење кај Груја. И Груја мене ми пишува од 2 сат ноќа не се добро направени книгите. И сега ја му викам на Дашто, викам некој нешто збори, не ми е јасно што и ние почнавме да враќаме филмот назад и дојдовме до Србов. И ја отидов кај Груевски и му викам вака. Црните страници на УДБА се работени од 5 доктори на науки. Тоа е тим, значи нити сум ја, нити е некој поединец. Може ли, викам ја, тие што ги спорат црните страници на УДБА, ја да ги донесам 5 доктори на науки, да седнеме со тој или тие, да дебатираме за научниот пристап како се направени книгите. Затоа што, викам, Груевски, научна работа не се оспорува со кодошење у партија или кај политичар, научна работа се оспорува со пишување на научен труд во научно списание, каде што на научен начин со тези се оспорува тоа што е напишано ако не е како што треба. И он тука застана.
Меѓутоа, тоа беше, нели, Србов. Сега, у Стоп Сорос, у Стоп Сорос, они се искористени као божем не се од ВМРО, као божем се невладина организација, со податоци кои што се извадени од МВР, ја точно знам од кој човек, не е благодарно да го кажам, дадени му се на Груевски како, нели, бројки кој новинар, кој невладин активист, кој пари ги земал од која невладина организација, значи имаа се. И им се дадени за да му се спротивстават. Значи извадени од МВР, да. податоците. Од Митко Чавков? Ајде да не кажуваме име. Клучен Не беше Митко благодарно. Чавков. Клучен беше Митко Па Чавков. сега упатените ќе знаат точно кој. Јас дури мислев дека Митко Чавков го спрема за свој наследник. Значи јас цело време мислам дека Митко Чавков и Груевски и Сашо Мјалков го подготвувале за свој наследник. Ко правам анализа и да изгледаше барем неколку месеци да ја симнеше во наводници униформата, да не беше полициски функционер, дека Митко Чавков беше печен да биде наследник на Никола Груевски. И луѓето на Груевски, посебно луѓето на Мјалков, секоја со епитети и субоизбори го оценува работењето на Митко Чавков. Цврст е. Да, ама фамилијата на Груевски добро знае дека не може да контролира така лесно полицаец. Да тој ќе ставите ваков некој. Да. Тиква без корен. Односно корен кој завршува кај тенкот М84 кој се правеше во Хепос, кај Стефан Босотов, кој емигрираше во Америка, а Стефан Босотов беше на листа на СДСМ 98 година, еден од најблиските соработници и пријатели на Бранко Царенковски. Случајно, на наше дете, тате, работеше на тој проект Не е случајно. Стефан Босотов. Не е случајно. Сите работи се поврзани. Мене ме вчудовидува што некои луѓе одбираат да бидат слепи и да не ги гледаат работите како стојат. Дека Мицковски е имплант во ВМРО-ДПМН за партијата да се демотивира, да се растори структурата, да опадне интензитетот на патриотизмот во државата и све да се разиде по коски. И тоа многу успешно го прави овие години. Иако он глуми патриот, па нели со, како беше со Хаджи Иванов го става во основачите. Хаджи Јорданов. Хаджи Јордан, не знам кој беше, па не, тој ликот на Шанац. Тоа е поголема комедија од тоа нема. Апсолутно. 27-ми. Да. Што се случува Петровски? Тоа е крах на една политика. Да. Значи една идеја, една енергија каде што луѓето се против тирански платформи, против двојазичност и така натаму. Чекај се. Каде што? Че ако сме против тиранската платформа, можеме ли да најавуваме дека ќе правиме со Алијанса за албанците коалиција? Оти најрадикалната партија е таа. Човекот кој го тепавте во парламентот. Сега се слика со Мицковски. Значи се прави антитеза. Партијата во очите на оние што биле на 27. Кој е тригер за да се случи тоа што се случува. А тоа е пењето на албанската химна во македонскиот парламент. Кој го дозволи тоа? Па го дозволи пратениците. А зошто не го исклучија микрофонот? И тие се во коалиција. Ама нели може да го исклучат микрофонот за 2 секунди? Тие се во коалиција со Христијан Мицковски. И алтернатива. И Алијанса на албанците, и се главни во парламентот, се коалиција со Христијан Мицковски. Мене ми делува дека тоа све договорено уште тогаш. И би замолил да не се става цела партија во кош. Таму имаше вистински патриоти. Во ВМРО-ДПМН има членови кои што се вистински патриоти. Луѓе кои што многу ја сакаат државата и се спремни да се борат па и да загинат за таа држава. Но има битанги, пробисвети, олош, кој што се вози на таа идеја и ја користи финансиски. И тие луѓе, сега што ги што им ги наредив епитетите, се спремни на се, дури да ги искористат овие обични, чисти патриоти и да ги остават и во затвор. Иако во затвор има и виновни луѓе, но има и чисти луѓе. Има виновни. Фросина Ременски, кој има и безбедносни, и полициски разузнавачки информации, во едно од своите писања на Фейсбук оваа недела, ја потврдува она моја анализа за Франкфурт мафија, како е растурена Франкфурт мафија, како таа Франкфурт мафија, од кога е растурена, информациите се депонирани во архивата на Агенцијата за разузнавање, дека луѓе кои ја предале Франкфурт мафија допред некое време земале пари на каса прима во Агенција за разузнавање и тие архиви подоцна се искористени за правење на патриотските здруженија
кои учествуваат во тие немили настани на 27, толку потврдува Просе Армијански. Имам ја едно прашање. Каде се сега тие патриотски здруженија? Ги нема. Ако се автентично формирани... Застава филм групацијата. Ова групација за која бара странците да се дистанцира во МРДПМ не ги прави тие патриотски здруженија и прави разбазана со работници на Агенцијата за разузнавање. Значи некој мислел дека ќе Велес и така натаму. Значи некој мислел дека ќе дојде до преврат. Некој и треба работел. Треба да се спаси или да се направи преврат. Некој работел да дојде до преврат. Да биде прогласена вонредна состојба. Да. За жал. Да биде прогласена. За жал. И многу трапаво делува тоа дека Груевски тој да не во Вијана случајно и така натаму. Да, тој ништо не знае. Се признава Косово, тој не знае. Оди на мочење. Се потпишува договорот со ОКТА, исто така не знае, не е присутен и оди на мочење. Се случува обид за државен удар, пуч или како да го наречеме од едната и од другата страна. Не е тука. Не е тука, е во Виена. Со кого? Со Александар Николовски. Да. Со кого е на линија? Со Нинџа, бидејќи брат му на Нинџа, кој сега е противник, односно сега е предавник, односно сега не е Нинџа, тука е Минџа, е во Виена заедно со Никола Груевски, бидејќи е дел на неговото обезбедување. И сете тоа се случајни работи, и ние треба да имаме глупи, слепи. Не, ништо не е случајно. И на средба со оној градоначалник, се сеќавате на недел кај што кажува дека на 31 декември во коверта на сите лојални министри од 50 до 250.000 евра во кеш им се давани. Бевте сведок, така? Точно, бев таму. Го слушнав мојот. И тоа не го каже. Го слушнав. Некој на 31 декември на тие што се најлојални, најуспешни во одбрана на ликот и делото на лидерот, им дали од 50 до 250.000 евра. Би било убаво да излезе во јавноста кои се тие имиња. Треба овој народ да знае што на вистина се случува. И затоа велам, јас доаѓам во вакви емисии кои што се многу ризични. И пред некој ден и ти се јави, викам дај да снимиме уште една емисија пред да те утепаат. Само не се знае кого ќе утепаат прво, тебе или мене. Мислам, таков тип се овие емисии, овие не се за слава. Ние седиме, овие се за сведоштво. Ние седиме и пиеме кафе во кафич во центарот на Скопје. Доаѓа кола и не снима. И нас не велат дечките кои работат во тој кафич, помина кола со охриска регистрација и ве снимеш. И ве сликаше, да. Ние пиеме кафе во Хилтон, во хотел Хилтон. Да. Горе, како се вика тоа, подкровје или Скајбарот. И излегува по еден ден информација дека таму сме биле присутни. Значи очигледно некој ги следи нашите. Тоа сака да ни пратат, нели, тоа на што доста Димовски го нарекуваше јапонско следење, тие не следат и имаат контрола врз нашиот живот. Тие немаат контрола врз ништо. Трт. Ама тие немаат контрола врз. Нив да им дајте две овци ќе ги изгубат. Да. Но стануваат агресивни. Петровски. Стануваат агресивни. Готово е нивното. Тие можат само да минират мериот конгреси, да имат платеници. Мериот конгрес е лоша. Апсолутно лоша. Се уништи една идеја, се уништи една енергија на едно незадоволство. Се амортизираше незадоволството. Намерно беше ненаправен се надевам да биде неуспешен тој конгрес. Се надевам дека не е намерно. Цело време. Ке биде ли Антонио Милошевски стаја на црна листа? Не знам. Може ќе се охрабри некогаш да дојде кај вас во емисија па да го прашате. Никогаш. Зошто не доаѓаат тие луѓе кај вас во емисија? Антонио Милошевски, Владко Јас сум прошол овде сито и решето. И никогаш не знам што ќе ме прашате. Точно ли е дека доаѓам и велам снимаме? Илија Димовски. Зошто не доаѓаат? Те никогаш не прифаќале. Зошто за македонската јавност не ги кажат работите од Скопје до Халкидики што знаат што се случува? Со отворак. Зошто не кажат што се случува у позадина? Кога идат во странство, каде имаат сметки надвор од Македонија? Нека кажат. Зошто не кажат на Македонија, на вашите гледачи, што на вистина они прават? Зошто се кријат? Видите, лесно на телма да се појавите и нарачани прашања секој ништо да не ве праша. Секој може на нарачани прашања. Додите на Сител телевизија, по момент кој е средба на Заев и на Емануел Макрон, да го појавите Сашо Клековски, кој треба тоа да го дефокусира. Кој треба да прати некои други спинови. И некој мисли дека тоа не го гледа. Дека не. Затоа оваа емисија погледана од сите тие. Затоа е погледана. Квази телевизија. И затоа имам проблеми. Затоа моите профили се уништуваат. Затоа порталот ми се руши. Затоа ми се прават секакви можни обструкции во изминатите месеци и половина. Само привремено, не може да победи така. Не може река да се сопри. Бидејќи оваа емисија од народот и за народот. Така е. Снимаме во 20 квадрати. Така. А сум можел да снимам во хациенди. Така. Сум можел да снимам каде сакам, кога сакам и со кого сакам. Но тоа не е така.
но тоа не би била емисија во центар. Така. Би се викала поинаку. Господине Петровски, Да. мислам дека повторно направивме одлично интервју. Ќе слушам гледачите. И повторно остана работи кои не ги докажав. Има многу работи. Така е. Тоа е голем 30 години период е. И тоа значи дека Мислам дека доволно работи расветлуваме. Да, мислам дека сега расветлуваме многу работи и се надам дека ќе се случат тие промени во ВМРО ДПМН за следната емисија. Не да разговараме за Заев, за власта на СДСМ. Каде грешат? Што прават? Зашто прават лошо? Бидејќи кога вие сега би почнале за тоа да разговарате, а Македонија се соочува со сериозни проблеми, тоа значи би ја дефокусирале енергијата. Не, многу е просто. ВМРО ДПМН да беше консолидирано како партија, да беше ребрендирано, да имаше јасна идеолошка позиција, да се грижеше за Македонија и за своето членство, ВМРО ДПМН ќе го победеше Заев. Они се само заљубени, затворени во стаклено звоно. Живеат во раскош во Белата палата, кој што кажа Жугич, во лустери и теписи. Махагони, маса. И махагони и заборавени се основните постулати и принципи на реалното делување. Се што прават е глума. Петровски. И таа глума е прочитана, затоа не победуваат. Заев ги прочита. Во фудбалот- Тој Заев што го подценува дека е ваков или инаков ги чита ко букварче за прва делинија. За жал, Во велам. фудбалот. И место ВМРО да воведе, извини Васко, место ВМРО да воведе секој член да глас, Заев воведе. Не, И место ВМРО биде демократска партија, сега ВМРО делува како султанска партија, Петровски. макар да е обландава на Заев, ама го направи. Петровски. ВМРО не само што не спроведува непосредно гласање. Во ВМРО е ерес вие да побарате конгрес. Така. Тогаш ја пуштат застава филм групацијата Да. и дувло да ве денунцират. Да. Вие не смете да побарате конгрес. Така е. На конгрес во ВМРО ќе се оди само кога делегати ќе бидат фамилијата на Христијан Мицкоски. Кој ќе му одговара на него? Тоа е суштината. Проформа. А за да има конгрес во ВМРО, треба Може согласност Златко Ѓорчев ќе го стават како против кандидат чисто за миле. колку да има. Како Харлем Глобтротерс и овој што беа конкуренти на Харлем Глобтротерс малку за да се кошарка. да кои се посмееме. Кои се таму да губат дали 50 или 70. Да, Коша разлика. Да. И Владко Ѓорчев и Антони Милошевски бе дел на извршниот комитет да. на Унија на И млади. добро ги знам. И заедно бевте на овие студентски протести. Да. Таму една слика имаше и на Никола Тодоров, тоа е една единствена Да. слика дека Моја тој има. е таа слика. Така? Да. Да му помогнете. Јас ја објавив. Да му помогнете. Не да му помогнам. Јас сум, ти кажав, значи можам да критикувам, можам да фалам, меѓутоа што е историски факт, никогаш нема да го извртам. Човеков беше до мене на протестите. Сликата е моја, јас ја објавив на Владко интернет. Ѓорчев и Антони Милошевски беа луѓе на Доста Димовска. Од после на протестите не. Така? Не. Кој ги фаворизираше, ги После форсираше Доста протестите Димовска. Владко Ѓорчев на моја интервенција влезе во подмладокот. Он сметаше дека требало да заврши средна школа. Меѓутоа му реков, добар е бранат на протестите, ти Маријан Цветковски треба да влезете во УМС. Он и влегол во УМС и кога станав председател на подмладокот, они беа во извршниот комитет. Сегашен генерален директор на Македонска радиотелевизија. Да, Маријан Цветковски. Да. А Антонио беше пред тоа и Антонио свати дека е убаво да се вози на прво бугарската линија на Доста Димовска и така се возеше и така напредуваше. И сега стана антички македонец. Тоа ми е многу чудно. Човеков беше нели по тие семинари со бугарски знамења, нели Со Каракачанов. Каракачанов на стипендии, семинари и така Да. натаму. Да. Така да, Да. тоа е на линија која беше функционална. Така Антонио. успеан. Он успеа на таа линија. Он е исклучително итар човек. Значи една информација. Итар човек, значи гледа што се случува и се Како вози. велите. Владко Ѓорчев пиеше диазепами, кој требаше да одлучи помеѓу Лјупчо Ѓоргиевски. Не, Гиевски. Гиевски пиеше диазепами. Гиевски пиеше диазепами, да. И сега се И отидеме, стациони- и отидеме из Кодоши кај Лјупчо Ѓоргиевски. и кај Никола. Груевски. Вечерта кога ме бара пред гласањето во Охрид, кога го праќа Рамче и Мујо да ме дисциплинираат. Петровски. Многу среќа. Во што? Па не знам, ќе се бавите ли со политика? Ќе Планирате видиме. некоја Јас партија слушам дека ќе се појави нова партија, во левиот или во во десниот? десниот блок ќе се појави нова партија. Како ќе се вика? Немам поема. Не сум тоа ја. Слушам дека се прави нешто. Ќе видиме, поема немам. Значи, јас ја исполнувам обврската пред историскиот моментум да има доволно информации. Никој не вика дека се 100% објективни, тоа е само моје гледање на работите.
Повикувам секој да искористи својата критичка моќ на расудување и да процени што е вистина, а што е лага и што е пропаганда од една или од друга страна. Да си ги земе информациите на увид, да ги спореди, да има собствен став. Ја имам собствен став. Го нудам тука на увид на јавноста и пред предизвикот на историјата. Фала, многу среќа. Се гледаме некоја следна прилика. Тука сум. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. 100 минути интервју со Филип Петровски. 4-та емисија во рок од некаде година и 1-2 месеци. Одлична емисија, одлично интервју. Ако се допадне емисијата, ново дружење четврток 22 часот. До четврток во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.